Има ситуации, има граници и тоа правење. Секој мал народ, како и секој мал човек, еднаш ќе дојде во ситуација каде мора да покаже дека е човек, дека има достоинство, дека има прак на толеранција, дека тој прак не смее да се помине. Како со луѓето, индивидуите, така со малите народи. Ама санкции ќе наметнеле ово на Грција. Та преку Муров они ќе изгубат тамо, колку им оставаме као туристи тамо, 5 милиони евра, не знам, у лето, појма немам, не ги знам бројки, ви извинете, некој што ги знае, нека ми пише у коментари колку ние им оставаме секое лето на грците тамо. Ама нема да може да одиме тамо на море сад да влеземе. Та преку Муров. Еве, ја 6 години не сум бил у Грција од пред короната. Ми фали нешто. Сега некој ќе каже ти фали у реду, ама друго ми е муавет. 2 штици вама, паркет, цел, ламперија, не е битно. Можете да се зезате. Не ми фали ништо. Има и други мориња. Јездат подалеку вама тамо, но има и други мориња. Они губат. Не ние. И не е ова ситуација корења, ако треба ке јадеме, не знам, не е ситуација. Нека види светот, а светот не е само ЕУ, не е само Балканот, Бугарија, Албанија, Грција, Србија и така натаму. Нека види светот дека постојат земји на Балканот, што во 21 век оспоруваат нечие неприкосновено право да се нарече како што сака, да се идентификува со што сака. Неприкосновено право, вредност, како сакате кажете. Нека види светот во 21 век какви примитивци има на тлото на Европа, во срцето на Европа, па дури членки на Европската Унија. Нека видат одредени членки на Европската Унија со какви примитивци седат на иста маса. Искористете ситуацијата во светот, погледнете за право чудо Трамп како пак гази. И ако го изберат за нов председател, ќе биде првиот председател што откако паднал од власт, повторно бил избран. Погледнете неговите ставови како се политички. Значи сериозни промени ќе има во светот. Доколку и Америте сменат својата политика надворешна кон Европска Унија, кон одредени сојузници, кон светот, кон нивната улога на светски полицаец број 1, ако се сменат сите тие работи. Светот е веќе во ресет, голем влезен. Нема потреба ние да се занимаваме со нечии јанзи, стравови, недоречености, паники, несигурности во нивниот идентитет, во нивното потекло. Зашто ние да се занимаваме со нив, бе? Која сме ние сигурни у нашиот идентитет? Што има ние да влагаме у полемика со нив? Дали зошто не сум спомнал Северна у името? Нема да спомнам Северна, бе. А кој бе, бе? Ама ева, нема, бе. Нема. Се држиш до своето. Се додека се држиш до своето, до своите корени, до својот народ, кој што знаете како размислува уврска со овие прашања. Велепредавници поради таа снисходливост, видовте до што се доведоа. 3000 души делегати не може да соберат да се изгласаат нов лидер. Партијата. Зашто? Затоа што си го предадоа својот народ. Мислеа, што викаат Србине, лако чемо. Прифатат све. Името кога сменија немаше протести, немаше ништо. Сите беа исплашени, видоа што се случува после 27. април, отидоа у затвор луѓе вама тамо.
мислеа ќе продужа така дека таа како да кажам таа уплашеност, тоа чувство на паника, на дека во македонците дека и понатака ќе продолжи. Дека ќе играат на таа карта, на картата на стравот. И она познатото па ако не ВМРО да се врати, да ви се врати. Уставе гаѓам. Па се врати. И сега, бидејќи се врати, не ја правете истата грешка. Не ја правете. Може да играте малце политика, вамо, тамо, она. Ама страф од кого, бе? Од кого? Од оној што сам не знае што е. И ја да му правам кефои. Ја да се менувам, да се само поништувам, затоа што тој не знае кој е. И ти еби си мајката, бе. Не знаеш твој проблем. Така што сега ќе морате да идете буквално блицкриг на сите фронтови, за жал, но ситуацијата е таква. Новата влада нема секунда за еуфорија. Тоа го каже и Мицковски у едно обраќање, дека е свесен што ги чека. Но, покрај тоа што треба на народов да му дадете барем 2 сантима од плафонот подоле да може носот да го извади да подиши малку, да го олабавите од даноци ненормални, од цени ненормални. Ке рече некој пазар на економија, сам пазарот ги правите. Не бе, ние не сме тоа. Соберете ги сите да ги регулирате цените, да излеземе од ситуацијата од која што се најдовме, народов да почне да се осеќа малку нормално, дека може да живее, дека може да се храни како што се хранал пред 10, 15, 20 години. За храна правиме муабет. А ова башка другово, што го зборам, башка корупцијата која што е метастазана во терминална фаза. Колку е се корумпирано, по хоризонтала, по секако ако сакате. Чистење треба. Од канцерон што не снајде, поготоа последниве 6 години, колку беа тамо на власт со Дуи. Така што ви посакувам среќа ВМРО ДПМН и на новата влада, на министрите. А од друга страна, воопшто не би сакал да сум на ваше место, затоа што предизвикот што е пред вас е Монт Еверест. Толкај ногти ќе треба да пуштите за да оправите работа. Затоа многу внимавајте, отварајте 16 очи и не заборавајте дека сметката на крајот треба да му испорачате на македонскиот народ. До гледање.